Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота на вашите телевизиски екрани на Роджерс телевизија, каналите 10, 63, 84 и во High Definition 510. На вашите пак компјутери оваа емисија можете да ја следите во било кое време на www.macedonianedition.tv. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот и водителот на оваа ваша програма, која што ве информира и ве забавува. Сакам повторно и во оваа емисија да им се заблагодарам на сите вас, кои, кога и да ме видите, ми велите со нетрпение ја очекувате оваа програма во вашите домови и дека уживате во нејзината содржина. За да се подготви ваква програма, потребно е многу повеќе макотрпен труд да се вложи и затоа апелирам до сите вас да ја помогнете оваа независна телевизиска продукција. Вашата помош за континуирано емитување на оваа програма е многу значајна. Рекламирањето на вашите бизниси преку нас е еден вид на поддршка, а најавувањето на настаните на вашите организации и асоциации е друг. 4 милиони претплатнички домови во Онтарио се во можност да ја пратат нашата програма, а со тоа и нашата македонска култура, традиција и музика. Експонирањето на вашите сервиси или најави за настани ќе се случи во исто толкав број на домови. Денеска е 7 март 2015 година и на сите вас сакам да ви се заблагодарам што покрај толку многу места кај што можевте да бидете во наредните 30 на минути одлучивте да бидете со нас. Емисијава ја започнуваме со следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец март, во кој сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени врсти на возила ќе добијат додатни поволности. Освен Денис Пасоевич, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бана Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазич, која е бизнес менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хай Парк на 3275 Данда Стрит, Вест Торонто, со телефон 416-762-7537. Во денешна емисија ќе ви прикажеме неколку прилози од настани кои се случува во нашата комуна во изминатиот период, а кои беа забележани од камерата на нашиот снимател Стефо Божаровски. Прославата на Климентовата вечер, празник, кој е во исто време патрон ден на нашата најголема црква во Торонто, Свети Климент Охридски, како и одбележувањето на Комитската вечер, организирана од организацијата Обединети македонци, се двата најважни настани со кои ја започнуваме емисијава. Почитувани парохијани и пријатели на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, добра вечер. И добро ни дојдовте на прославата на патрониот ден на оваа прекрасна македонска катедрална црква. Јас сум Сонја Лозановска, вашиот вечерашен водител, а на самиот почеток би сакала да го представам црковниот хор при црквата Свети Климент Охридски од Торонто, под раководство на диригентот професор Филип Ангелковски. Тие ќе ги исполнат канадската и македонската химна. Ве молам да станете. Nostro
Poštovani otci, poštovan generalni konsul na Republika Makedonija Dragan Đurčevski, dragi gosti na glavната masa, dragi makedonci, dragi makedonki. Imam za čest, što golema makedonska nacionalna гордост, da od moje ime kako predsjedatelj nova naša se Makedonska crkva i od imето на целата управа да ви najsrdačno pozdravам и воедно сите заедно си го честитаме нашиот најголем црковен празник, патрониот ден на нашата света Македонска црква Свети Климен Охридски. Ние денес собрани вака, прославувајќи го овој црковен празник, сакаме истовремено да се заблагодариме на нашите македонски браќа кои скоро пред 50 години се организира, се собраа и решија да изградат и изградија овој наш свет македонски храм. Овој наш Свети Климентов храм е осветен на светници 1965 година од нашите македонски браќа кои во тоа време прославуваја своји 50 години на нивните селски друштва, како што беа селските друштва на Оштима, Баница, Був, Желево, Трсје, Неволени, Граешница и други се темелите на оваа наша се Македонска црква. И ние од срце сме благодарни за жртвите што ги постуда за овој наш дом. Во време на овие 50 години во овој наш свет храм имало 50 управи кои сите честно, достојно работат и ги работат за честа и достоинството на оваа наша Македонска црква. Истовремено сакам да му се заблагодарам на управата на женските секции кои се неуморни во овие 50 години за доброто на оваа наша црква. Пред малце време го слушнав на нашиот црковен хор, предводен и од професорот Филип Ангелковски, му се благодариме кои за секоја недела и на сите поголеми црковни празници заедно со нашите свештеници служат во црквата за нашите верници. Благодарам, Филип. Исто овде сакам да се заблагодариме на групата Македонка, која повеќе од 50 години настапува овде во нашите простори, начело со хореограферот Алек Петличков. И на крајот, прославувајќи го овој наш успех, има што да се прославуваме. И сакаме да благодариме на Демократска Канада, никогаш не треба да заборавиме да му се благодариме што нас не прими овде со отворени раце преку толку години, скоро повеќе од век сме овде ние македонците и со овие наши дела покажуваме дека ние сме навистина овде, постоиме и ќе постоиме. Му сме благодарни што не овозможува да се ја чуваме и славиме нашата вера, нашиот јазик и нашите традиции. Thank you, Canada. И на крајот на сите ви се заблагодарувам за вашето внимание. Да живее Република Македонија, да живее македонскиот народ, да живее Демократска Канада. Добро вечер, драги браќи и сестри. Нека ни е честит празникот, патронот на нашата Македонска православна црква и на целата Македонска православна црква Охридска епископија. Вечерва ќе го задржиме нашето внимание на тема Свети Климент Охридски, македонски учител и просветител. Деновиве нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија и сиот македонски народ насекаде во светот го празнува својот патрон, закрилник и заштитник Свети Климент Охридски. И ние овде во иселеништвото силно го чувствуваме и свечено го прославуваме споменот на нашиот прво апостол,
епископ, светител и чудотворец, прв македонски просветител и учител големиот Свети Климент Охридски. Особено ние православните македонци кои што живееме во Торонто, треба да сме горди на овој Божји дом, Божји храм, кој е посветен токму на него, а идната година ќе го одбележиме 50-годишниот јубилеј од осветувањето на оваа црква и затоа нашата опрска е двојно поголема. Во овој Божји храм, на ова свето место, 50 лета преку проповедта на Словото Божјо се продолжува делото на Свети Климента. Верните се учат на вистината на верата, младите се крштеваат и венчаваат. Ова свето место веќе 5 децени не само што е духовен центар на македонците, туку и рассадник на македонската култура, традиција, обичај, а преку фолклорот што се негува на ова место, станавме препознатливи меѓу другите народи. Смилуй се на нас, Боже, спред Твоята голема милост. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате дени или рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905 881 3900. И
И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарате ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарате ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читате македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално и практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flint Tax Income Tax сервиси на 416-302-5433 и побарајте го Вецко. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. Македонскиот филмски фестивал кој што се одржа на 25 и 26 октомври минатата година во Карлтон Синема во Торонто го прикажа и документарниот филм Македонија моја љубов. Во денешнава емисија повторно ќе ви прикажеме еден исечок од филмот и импресии од гледачи. Von hohen Bergen umschlossen ist ein Universum für sich, mit mehr als 200 Tier- und Pflanzenarten, die es nur hier gibt und nirgends sonst auf der Welt. Zu Patronen Europas ernannte einst Papst Johannes Paul II. Die Slawenmissionare Kyrill und Method. Ihre Schüler, die Heiligen Kliment und Naum, wirkten auf der Schwelle vom 9. zum 10. Jahrhundert hier in Ochrid. Sie waren wie ihre Lehrmeister Kyrill und Method entscheidend an der Schaffung der kirchenslawischen Schriftsprache beteiligt. Rund um den Ochidsee herum bauten Kliment und Naum Kirchen und Klöster. 365 sollen es sein, so viele wie das Jahr Tage hat. Auf den Fundamenten des antiken Forums in Ochrid gründeten Kliment und Naum die erste slawische theologische Hochschule. So machten die Gründerväter des christlichen Europas aus Ochrid ein weithin ausstrahlendes kirchliches und kulturelles Zentrum für ganz Osteuropa. Tausende Studenten wurden hier zu Theologen und Missionaren ausgebildet. Sie gewannen große Teile Osteuropas für das Christentum. Naum schrieb und übersetzte mehr als 50 Bücher ins Kirchenslawische, die heute noch den Grundstein der slawischen Literatur und Kultur bilden. Kliment wurde zum ersten Bischof von Ochrid berufen. Das Bistum Ochrid war in Kultur, Literatur und Kirchenmalerei so kreativ, dass es in Rom wie in Konstantinopel geschätzt wurde. In der Kirche der Heiligen Sophia mit ihren romanischen und byzantinischen Bauelementen sind Päpste und Patriarchen auf den mittelalterlichen Fresken gemeinsam verewigt. Auf dieses Bistum gründet sich die Tradition der heutigen mazedonisch-orthodoxen Kirche.
Bischöfe in liturgischen Gewändern die Messe zelebrieren, die ihre Vorgänger schon auf den 1000 Jahre alten Fresken tragen, ist das ein bewusstes Zeichen der mazedonischen orthodoxen Kirche. Nicht nur im Gottesdienst in der Sophienkirche, auch bei einem Spaziergang durch die Ochrider Altstadt ist der Geist der christlichen Gründerväter heute noch deutlich zu spüren, vermittelt eine besondere Atmosphäre. What was your impression about this documentary, Macedonia, My Love? As a student of art history, of ancient art, ancient history, this was a very revealing film. It put a lot of what I already knew in context. And I think it's important, not just for our community, to understand the importance of our ancient roots in Christianity, but also for the rest of the world to understand where we belong. And I love the point of the film, and that is that Macedonia is actually the roots, the Christian roots, Christian civilization for the rest of Europe. And the fact that a German author made this movie. Oh, that even is more important, because it does mean that someone outside of our own community has taken the time and effort, has been inspired to learn more about us and about the Christian church in Macedonia. Повторно следува следнава порака за да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови. Јавете се кај Дени на телефон 905 881 3900 и прашајте за спектакуларниот попус за месец март. На самиот крај македонско издание и ја честита победата на Вера Белчевска на изборите за нова управа при црквата Свети Климент Охридски во Торонто, што се одржа минатата недела. Прилог од свечената заклетва на новата управа ке емитуваме во наредната емисија. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание. До нашата наредна средба за 2 недели, кога повторно ќе се видиме со нова емисија, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно, довидување и на сите жени, македонско издание им го честита 8 март.